Андреј има за задача да ни склопи една добра екипа од македонски јавни личности, познати македонски јавни личности, која ќе биде добра, односно успешна во квалификациите за пласма на светско првенство. Фудбалска екипа, спремен? Спремен сум. Добро. Ајдеме, дај прво да најдеме име на екипата. Што знам? Што викаш Macedonian Superstars? Macedonian Superstars. Добро. Може, готово. Добро, формација? 4-1-3-1-1 со лажна деветка. Холандија? Таков некој стил, да. Може. Добро. Ај вака, да почнеме од стручен штаб. Ајде. Што имаме тренер, имаме сигурно. Тренер, кој ќе биде тренер на екипа? На македонските јавни личности. Ја би го ставил Артан Груби, брат. Артан Груби. Да. Артан Груби. Јако почна. Некој што ќе има, што ќе команда човек малце да распореди све да биде како што треба. Главен тренер Артан Груби. Да. Нешто помошници ќе му ставиме? Па помошник, заменик негов, мислам нека исто што ќе организира све добро, ако сгусне второ полувреме, Латас. Латас. Дараган Павловиќ. Ако нема каде, тука се убацува Латас. Се убацува Латас сигурно. Груби, Латас. Што би ставиле друго? Би ставиле спортски директор? Спортски директор, мора спортски директор. Па ја би земал некој што е веќе стручен у тоа, а исто е јавна личност. Ајде. Миленко Неделковски. Леле. Човек стручен е, види каков прогрес прави човекот. Вардар? Да, Миленко иде сигурно. Миленко иде сигурно. И ај кажи. Нема фудбалска екипа без доктори и медицински лица. Се знае кој може да биде медицински лица, човек. Венко Филипчи и Бујар Османи. Ајде! Не направивме цела политичари. Чеки, на клупа значи команда све политичари се. Све политичари и Латас. Добро. Поштен. Па и он беше политичар. На Така, некој начин, некако. да. Чекај. Значи кажавме медицински лица, кажавме све, пред да почнеме со друго. Мора да најдеме некој што ќе го одржува стадионот, односно ќе одржува тревата. Брат, за тревата имаме човек сигурно. Само дали ќе сака да дојде? Така? Дали ќе сака да дојде тој? Брат, Кили обавезно. Кили обавезно мора. Значи Кили задолжен за стадионот на мислам за тревата на стадионот. Фиксно. Нема утка. Дај да видиме со формацијава што ќе правиме. Ништо формацијава рече таму, како рече 4-1-3-1-1 со лажна деветка. Ајде почнеме од голман. Голман, брат, еден и единствениот Цацко. Значи, јаки рефлексии, избацува од 16-сетник, гол нема шанси да примиме. Леле, Цаско замисли го на гол вака, брат. Брат, нема шанси да влезе топката. Нема шанси. Одбрана. Идеме од лев бек прво. Ајде. Лев бек, брат, Врчак. Зашо Врчак, бе? Врчак, брат, по линија иде напред назад, значи по линија цело време нема шанси да го стигне некој. Значи нема шанси да го стигне некој. Врчак по линија напред назад, добро. Идеме десен бек, сакаш? Ајде. Десен бек би го ставил брат Тино. Тино глумецот, Тино Колумбија. Значи како Трент Александар Арнолд само добацува топки, брат. Нема, значи тоа е неговата сврха у тимот, нема друга сврха човек. Поштен, добро. Ми се свија типов за почеток. Да. Ја би ставил централни би го ставил да смениме малце јутубер би ставил еден. Би го ставил Мандар, брат. Значи Мандар физички спремен, цело време е у форма. Клизачи. И блага со клизачи. Некој степен на играч на Малдини. Таков некој фајт ми дава, да. Поштуем. Леле, добра, ми се свеѓа екипа, значи, човек, идеме на светско. Двајцата централни треба да бидат високи некој. Значи, уште со него тандем. Добро. Куно Двабона. Тоа е, значи, двајца пејачи, еден глумец и еден јутубер имаме во одбрана. Куно Двабона и Кој ќе даде гол, бе, брат? Значи, нема шанси, 1,90 се двајцата во одбрана, плюс Брчак. Тино не го рачунај во одбрана. Нема да се враќа. Никој не може да го сопре. Нема да се враќа Тино. Да видиме со срединава се. Ајде. И става еден централен дефанзивец. Добро, задни вези. Значи, централен као тип на Бускетс некој играч ми треба. Добро. Ја би го ставил Марио Арангеловски. Висок. Каде, бе, брат? Висок, гледаш како Бускетс што се движи на лево, на десно. Таман после му такми се ги прашува колку кошта аутфитот на фудбалери. Добро, скап аутфит има, особено тие на клупа што се. Добро? Саатите. Да. Тројца би имал у средина. Сега еден лево, еден десно и еден централен. Добро. Ајде идеме од почне од кај сакаш. Лево бидел јас со Ритко мадафака. Ритко. Да. Тип на играч на Седорф, значи сегде го има низ теренот.
пун енергија, нема да застане, значи не 90, 190 минути ќе трча човекот. Два пута два. Две утакмици ќе игра човекот без проблем. До него? Десно, кој би ставиле десно човек? Ја би ставил најслаба алка у тимот. Значи некој што никој нема да му дава топка, ќе се жали цело време, Сергеј Варошлија. Сергеј Варошлија мора да иде на таа позиција. Средина десно. Пошто Тино е напред и Тино и Сергеј заедно тандем замисли. Тука значи треба некој столб на средината. Да. Некој што ќе биде Треба да изненадиш. Бажа Клаус. Ау. Бажа Клаус, рачуне тип на играч како Бразилијан Роналдо. Така? Пие пиво на тренинг позади гол, доаѓа на утакмица 5 гола дава човекот. Нападот ни останува. Значи ни останува усвари не, како беше 4-1, 3-1-1. Не останува полушпиц. Да, лажно и деветка. шпиц, лажна деветка. Некој по-робусен, по-голем тип на играч, ја мислам дека тука треба да имаме. Ајде. Па не знам, мислам и капитен не одбравме, а на таа позиција на лажна деветка, мислам дека најбо би се snašao и капитен што би бил Никола Груевски. Требаше да знам. Никола Груевски е значи човекот за позицијава што ни треба за лажна деветка. Потоа го имаме видено како игра, брат, Да. како шутира. Значи Точно. нема утка ке него. Нема утка ке не. Ама ако утне најисторен у нападот, ја мислам дека треба биде Васко Ефтов. Ако утне Груевски, Ако утне Груевски, најисторен у нападот ми е Васко Ефтов. да го исправи Васко Ефтов. 100%. Сечи лепи. Не, Че таа гол некако. Васко нема да утне, ама ако утне Груе позади него лажна деветка. Леле, каква екипа направи, бра. Човек, идеме светско освојуваме со овие луѓе, ја мислам. Ова Груевич има капитен кој што беше Скопје 2014, тоа ќе биде светско првенство 26-та. Точно. Дај да видиме honorable mentions, некој на клупата да ставиме. Три барем за Клупа мене. имаш некој кој да ставиш. Па ќе ставиме човек тројца на клупа, што се ако се повреди сега некој. Ајде. Чунај, еве ти на Да, пример, тројца замени. Доста се. имаме замена за Цаско, ја мислам. Голман На мора гола. да имаш. Случајно ако добијат црвен картон, ако Така ќе добие. ако му прекипе на човекот. Јанко Јади Бурек би го ставил замена голман. Голман? Да. Да. Кај текна. Similar, значи сличен тип на играч како Цацко. Добро, пошто Добра може, замена. може. Замена за Груја ако добие црвен картон у 10-та минута. Имаме Стојанче Ангелов. Исто многу спремен. Ја мислам дека Стојанче може да ги менува сите, брат. Па реално да. Кај ќе му кажеш само иде да се. Може само Врчак мислам дека нема да. Само Врчак мислам дека нема да може да го смени. Дај уште еден дефанзивец да ми треба. Исто ми треба некој пејач не да дадовме. Ја мислам замена за Кун или за Мандар, Добро. Тони Зен. Тони Зен. Сега се враќа у форма, има концерт братот. Аха. Се враќа у форма така да рачуне дека би бил спремен. Значи да го викнеш одма да влезе во игра. Значи он може и најспремен да биде. Да. Ау, каква екипа направи. Страшна. Ја мислам дека нема тим што би можел да се рамни со оваа екипа. Идеме на светско. Идеме на светско.